Дали Франција ни ја скрои капата со најновиот предлог на Макрон за решавање на проблемот со Бугарија и подигнување на бугарското вето за членство на Република Македонија во Европската унија? За овој предлог засега во Софија се вели за едни е добар, одличен за Бугарија, а за други не е. Во Скопје засега се молчи. Зошто? Затоа што велат се уште немаат предлог на маса за кој што може да дадат мислење, а кога ќе го добијат евентуално, ќе го анализирале со експерти збор по збор, па потоа ќе кажат дали е прифатлив или не за Република Македонија. А експертите пак се гласни на сите звона. Тие велат дека ова е катастрофален предлог за Република Македонија. Зошто? Затоа што со најновиот француски предлог сите проблеми кои што досега сме ги имале со Република Бугарија стануваат европски проблеми. Односно, сите барања на Бугарија стануваат барања на Европската унија, Македонија да ги исполни за воопшто и да почне со предпристапни преговори. Поголемиот дел од експертите сметаат дури дека ова е и тивка бугаризација со овој предлог на Република Македонија, а дел од експертите пак се сигурни и децидни дека со овој предлог буквално сите барања на Бугарија се сега втемелени во преговарачката рамка. Во големата приказна ЕУ на овој начин има голем ризик да создаде еден преседан со кој што сите понатаму земји би имале вакви барања во проширувањето, што ефективно би го замрело самиот процес на проширување. Нашиот проблем со Бугарија станува всушност дел од условите за напредување во преговарачкиот процес, што нема никаква врска со копенхашките критериуми и вредностите воопшто, ако сакате, на Европската унија. Со овој најнов француски предлог точно е предвидено што Македонија треба да направи за воопшто и да ги почне преговорите. Прво, експресно мора да го отвориме уставот и да ги вметнеме бугарите како малцинство во преамбулата. Бугарија за ова вели дека не бараат тие да бидат вметати како малцинство, туку како државотворен народ. Во овој предлог тоа не е потенцирано или прецизирано. Од кога ќе го отвориме уставот и ќе ги вметнеме бугарите во преамбулата, дури тогаш ќе се закаже конференција на која што на хартија Македонија ќе ги започне преговорите со Европската унија. Зошто велам на хартија? Затоа што со овој документ се предвидува донесување на така наречен акциски план. И дури кога ќе го имплементираме овој акциски план, ќе можеме да го започнеме првиот кластер наречен темели. До тогаш ништо. Нашата препорака беше внесување на бугарите, бугарското малцинство во уставот на крајот од преговорите, кога ќе се ратификува договорот во сите земји членки, за да не биде услов, односно причина за условување на нашата држава. Тоа во овој документ не се случува, во францускиот предлог, односно целосно спротивно станува услов за започнување воопшто преговори, внесување на бугарите во уставот. Во самата преговарачка рамка, во точката 4, освен сите оние услови кои што Европската унија ги има, на кои што се темели, кои што Македонија ќе мора да ги испочитува за да стане членка, францускиот предлог додава уште еден услов за Република Македонија, а тоа е правата на малцинствата во Република Македонија. Има многу прашалници и во однос на тоа како Европската комисија би ги следала овие прашања и како би гарантирале дека тие нема да бидат само основа за дополнителни барања понатаму. Понатаму во точката 10 јасно се предвидува дека како Македонија ќе го имплементира овој акциски план, ќе се спроведува од посебна комисија која што директно ќе му реферира на Советот. Значи дали се делува на говорот на омраза, правата на малцинствата и така натаму. Дали ова ќе биде обид за цензура? И претеничка од Бугарија објаснува дали или не медиумите ќе бидат следени за говор на омраза. Овој протокол ќе вклучува следење на говорот на омраза. Македонските власти и медиуми ќе бидат следени што зборуваат и тоа ќе биде забележано. Гарант нема да биде само Бугарија, туку целата Европска унија. Преговорите за пристап може да бидат прекинати во секое време кога ќе се утврди дека договорот е прекршен. Досега се тврдеше дека ако ништо друго македонскиот јазик е безбеден во Брисел, но и во овој француски предлог се споменува македонскиот јазик, поточно во точката 11, иако се вели дека Брисел го признава македонскиот јазик, овде се вели дека двете земји ќе поднесат посебни декларации за тоа како тие гледаат на јазикот. Прашање е зошто вакви декларации. Брисел вели дека тие ќе биле само дел од записникот, нема да имаат некоја друга форма, но експертите се плашат. Што ова ќе значи? Бугарија креира простор евентуално за понатамошно проблематизирање, а мене она што ме загрижува исто така и денешната изјава на дел од партијата на премиерот Петков, кои што даваат изјава дека сепак за нив македонскиот јазик е само дијалект на бугарскиот јазик.
Она што е исто така лошо во овој француски предлог, велат експертите, е што акцискиот план кој што треба да го донесе Република Македонија за напредување на правата на малцинствата во оваа земја, се изедначува со барањето на Европската Унија за членство, односно имаат иста тежина. И без комплетно исполнување на овој акциски план, Македонија нема да може да оди понатаму. Оно што е исто така загрижувачко е што се предвидува и дека во секој момент, доколку една од страните, а посебно Бугарија, не е задоволна од спроведувањето на акцискиот план или брзината на неговото спроведување, таа може повторно да ни стави вето и да не врати чекор назад. Како стојат сега работите? Во овој момент во Македонија се уште чекаме да го видиме предлогот, иако опозицијата веќе најави дека го замоли премиерот да не го прифати овој предлог, дури и најави остро дека доколку овој предлог дојде во Македонското собрание, опозицијата нема да гласа за него, доколку на некој начин на сила се донесе, тогаш ВМРО ДПМН, доколку утре би била на власт, нема да почитува ниту една точка од овој договор. Во Софија се уште се чека, во среда се гласа за доверба на владата во Софија, се сметат експертите дека сега малку мудро се молчи додека не помине тој дел, но како и да е, Софија мора до четврток да се изјасни. Последно што рекоа е дека кратко било времето и нема да можат до крајот на француското председателство да се изјаснат за овој предлог. Како и да е, Бугарија прво мора да даде одговор дали го прифаќа или го одбива овој предлог, потоа земјите на Европската Унија исто така да го дадат своето мислење, па дури потоа нели да биде тоа дел од конференцијата на која што би требало да се отпочнат преговорите, пристапните преговори за Република Македонија. Но за сега сме стопирани. Експертите велат дека сме ставени пред свршен чин. Дури и да не го прифати Бугарија овој предлог, остануваме каде што сме, со вето од страна на Бугарија за членство во Европската Унија. Доколку пак помине овој предлог, Македонија ќе биде земи или остави ставена на земи или остави ситуација. Ако го прифати овој предлог, тогаш ја чекаат долги години на преговори, долги години на условување од страна на Бугарија. Зборед опозицијата може и никогаш да не влеземе во Европската Унија, доколку се обидеме да го спроведуваме овој акциски план и желбите на Бугарија. Од друга страна, ако не го прифатиме овој предлог, тогаш се откажуваме од пристапните преговори со Европската Унија и ќе видиме каде ќе оди Македонија. Сега за сега знак стоп за Македонија за членство во Европската Унија.